Добар ден. Во центарот на Скопје денеска се одржа масовен протест за поддршка на поранишните команданти на ОВК, обвинети пред специјализираните совети во Хаг, организиран од лидерот на ДУИ Али Ахмети. Собирот на плоштадот Скендербег предизвика сериозен сообраќаен метеж и силно полициско обезбедување, а организаторите најавуваат продолжување на протестите и во следниот период. Иако беше најавено дека ќе присуствува, чаирскиот градоначалник и еден од предводниците на Вреди Изет Меджити не беше на собирот. За ова беше јавно опоменат и од премиерот Мицкоски. Среде строг центар на Скопје ечеше УЧК, илјадници албанци се собраа да дадат поддршка за поранишните команданти на УЧК, на коим се суди во Хаг за воени злосторства. Со албански знамиња, десетици новинарски екипи од Албанија и Косово, како и косовска делегација, се одржа протестот, а пред присутните се обрати и поранишниот врховен командант на УЧК и лидер на ДУИ Али Ахмети, кој беше и организатор на протестот. Никогаш не биле против државата Македонија, а командантите на коим се суди во Хаг придонеле за стабилност и мир во земјава, кажа Ахмети. Нашата војска не била против ниту еден народ, ниту против српскиот народ. Денешниот протест не е против државата Македонија, бидејќи токму овие што денес се пред овој суд придонеле за стабилноста, мирот и иднината на оваа држава, имајќи предвид дека биле носители на важни институции, председатели на државата, премиери, председатели на собранието. Тие потпишале десетици па и стотици договори за понапредна Македонија, а не за држава што треба да се плаши од Ослободителната војска на Косово, ниту од Ослободителната национална армија, ниту од оние што денес се присутни со рани на телото. На протестот му дадоа поддршка и актуелни поранишни функционери во македонската влада. Според министерот Лимани, мирниот протест ја зајакнува идејата за нација што коегзистира со различните без да потикнува војна. Поддршка даде и лидерот на Вреди Меджити, но не беше присутен. Стојан Чангелов, кој е бранител од 2001-та, соустра осуда за собирот на коим се дава поддршка на поранишните команданти. Сите припадници на УЧК кои извршиле војни злосторства треба да одговараат во согласност со меѓународното право, вклучително и оние припадници на УЧК кои во 2001 година извршија војни злосторства во Македонија. Апсурд е да се бара ослободување на било кои злосторници осомничени, обвинети или осудени за војни злосторства, опфатени со меѓународното право, напиша Стојан Чангелов на Facebook. Претходно премиерот Мицкоски кажа дека владата нема да го поддржи протестот, но ќе работа да се осигура дека ќе помине мирно и без инциденти. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Прашањето за евентуален прием на мигранти мора да се решава во собранието, а не на локално ниво, порачува опозицијската СДСМ, обвинувајќи дека премиерот избегнува да се изјасни дали ќе ја потпише резолуцијата со која би се спречил влез на мигранти за пари во Македонија. Од ВМРО ДПМН возвраќаат дека таков договор со Британија не постои и најавуваат општински декларации против мигрантски кампови, додека меѓупартиската полемика околу темата продолжува. Прашањето за мигрантите е државно и за него мора да одлучува собранието, а не општини или советници на ВМРО ДПМН, велат од опозицијската СДСМ. Од партијата прашуваат зошто премиерот Мицкоски одбива да одговори дали ќе потпише резолуцијата со која, како што велат, ќе се спречи влез на мигранти за пари во Македонија. Премиерот Христијан Мицкоски гледаме дека со денови одбива да даде еден едноставен одговор, дали ќе ја потпише резолуцијата со која граѓаните ќе бидат сигурни дека мигранти за пари во Македонија нема да има. Наместо одговор гледаме од страна на Мицкоски изговори, одолговлекување и обиди темата да се префрли на локално ниво. И зошто Мицкоски бега од собранието? Ако не знае, собранието е највисокиот орган во државата, кој што е составен од пратеници, а пратениците се директно избрани од народот. Затоа резолуцијата е народен договор. Од владачката ВМРО ДПМН и денеска демантираат дека населување на мигранти е дел од договорот со Британија. Велат според документите за изградба на мигрантски камп во Бардовци, усвоени од претходната влада, јасно било кој сакал да доведе мигранти во Македонија. Хистеријата, паниката и лажните вести кои ги создава СДС се рушат како кула од карти. За среќа на граѓаните, ВМРО ДПМН и тогаш, и сега, и секогаш ќе води антиемигрантска политика. Еве, веќе два дена молк од Филипче и СДС за непостоечката тема мигранти. Откако ги посочивме нивните вистински намери за доведување на мигранти во Македонија, тие бегаат и од новинари и се кријат во Бихачка. Опозицијската СДСМ го прозва и владиниот партнер Знам. Очекуваат став од партијата, а бараат и произнесување за понудената резолуција.
Од знам пак велат дека и тие како и владата се на ставот дека не постои договор за прифаќање на мигранти. Прозивките од СДСМ ги сметаат како обид за политички спас на функционери во партијата соочени со кривичен прогон. СДСМ во тотална немоќ обезглавена без раководство само со еден функционер во смисла на Султан партија, раководена од Центарот во Струмица и менторот Зоран Заев, бара начини и теми како да биде минимум присутна во јавноста со надеж да го задржи и она малку членство и поддржувачи што остана од неа. Премиерот Мицкоски вчера најави дека советите на општините наредната недела ќе усвојат документ со кој ќе се обврзат дека нема да примаат мигранти на својата територија и дека таму нема да се градат мигрантски кампови. Зоран Јаневски, Сител телевизија. СДСМ најави разоткривање на, како што велат, партиските кујни на ВМРО-ДПМН за лажни вести и медиумски манипулации. Од партијата тврдат дека преку координирани објави се прикриваат скандали на власта и се дефокусира јавноста од теми како мигрантите, корупцијските афери и нападите врз новинари. 3 анализирани денови на еден агрегат на вести, иста слика. Вака се одвлекува вниманието на граѓаните, вака власта сака да ја промени реалноста, да ја искриви вистината и да ги лаже граѓаните. Исто како во времето на Никола Груевски. Лажни вести, манипулации, извртување на вистината, политички прогон, напади на новинари, се е тоа исто, копи-пейст. Сега се целосно разоткриени. Политичките субјекти треба да се воздржат од јавно етикетирање и дискредитација на медиумите. Таквите настапи може да влијаат ограничувачки врз слободата на изразување и да ја намалат довербата во јавноста, што оправдано буди грижа и е за осуда, реагираат од Сдруженијето на новинари на Македонија по пресконференцијата на СДСМ. По конкретниот случај, СДСМ наместо јавно да ги рецензира медиумите, ќе беше посоодветно да ги искористи механизмите на саморегулаторните тела. Доколку постои сомнеж за неетичко или непрофесионално известување, на располагање стојат утврдени саморегулаторни механизми како Советот за етика во медиумите и Советот на честа, преку кој може институционално и аргументирано да се проверат ваквите наводи, стои во реакцијата на ЗНМ.